На лице место имаме нашата Марија. Зборуваме сега на тема уметност. Во овие втори линковски вклучувања Марија честопати ја споменува уметноста преку најава на различни изложби, за кои што можеме да приметиме дека има посетители, но тоа не е секогаш иста бројка или како зборуваме за луѓето кои се заинтересирани за различни изложби и за уметноста воопшто. Па веројатно стручен одговор ќе ни треба дали уметноста се вреднува од страна на јавноста. А стручниот одговор ќе го очекуваме од соговорникот на Марија. Марија, добро утро и поздрав уште еден до тебе. Втор поздрав и до тебе, Ивана. Токму така, генерално во вторите вклучувања на лице место говориме за разни изложби, за теми од областа на културата. Во ова вклучување на лице место да ќе опфатиме културата и уметноста, но малку од поинаков агол, односно ќе дадеме одговори на прашањата колку е тешко уметник да опстане во Македонија и дали е возможно да опстане само од својата креативност и талент. Колку уметниците се вреднувани од јавноста и институциите, а воедно за мојата денешна гостинка ќе напоменеме нешто повеќе за незиното творештво и за незините достигнувања. Да и посакаме добро утро на уметникот Маја Андонова Јокич. Добро утро и благодарам на поканата. Мило ми е што ќе имаме можност да зборуваме на една важна тема, поготово за уметниците. Веднаш ќе ве прашам дали колку е тешко да се опстане како уметник во Македонија? Уметникот самото тоа што твори опстува пред се како човек и како некој што ствара и создава. Ако зборуваме за финансискиот дел, лично од мое искуство, секој пат имам некоја друга работа што условно речено ми дозволува потоа и повеќе да креирам. Мислам дека во нашето подјеве само да се опстува од уметност е прилично тешко, но сите ние правиме ваков или онаков напор за да можеме тоа за што сме создадени да го направиме во најдобро светло. Јас лично, како што веќе напоменав, работам и друга работа, меѓутоа творештвото, уметноста и создавањето слики е поривот во мене што постојано тлее, работи. И точно е дека во моментите кога имам изложби, тогаш и продажбата е поголема, значи видливост исто така на уметникот прави малку полесно, да речеме, оној финансискиот дел да може да се надополни, но исклучиво со уметност, искрено многу ретко познавам уметници во Македонија што само живеат од својата уметност. Дали се професори по училишта, дали работат нешто друго и паралелно со тоа ги креираат своите дела. Имате ли некоја мислење, став како е со уметниците во странските земји наспроти кај нас? Како да го достигнеме ние тоа ниво? Во странство, барем оние јас што ги имам запознаено, за некоја нијанса, веројатно и самата општествена структура, стандардот на живење ги прават работите малку поинакви. Исто така верувам дека овде кај по некој пат до менталниот склоп, со честни исклучици, многу од луѓето овде ценат култура, музика, уметност и било која уметност, но секој пат кога ќе видиме кај нас некако многу повеќе потрошувачко општество и насочено кон некои ситни задоволства, а за разлика од тоа како што е во странство, каде што многу повеќе некако се цени уметноста. Значи можеме генерално да кажеме дека уметноста се цени од јавноста и институциите, но не доволно. Не доволно. Јавност и луѓето кои што сакаат уметност секој пат ќе ги видите и во театрите, и во кината, и во музеите. Меѓутоа реално гледано тоа е многу мал процент во земјава за разлика од кафаните што ни се полни секојдневно. Се е тоа убаво луѓето да се веселат и да се радуваат на животот. Меѓутоа мое лично видување, поготово за младите, многу ми е чудно што денеска нема многу културни места каде што младите деца, да речеме тинејџери, оние на 20 години, имаат некои културни места. Еве ќе го напоменам и МКЦ. Со години функционираше и беше прекрасно место каде што се случуваа концерти, изложби, уметности, но сето тоа, сите такви места никако наместо да напредуваат и да се отвараат се повеќе центри за уметност, каде што и младите и возрастните заедно ќе творат и ќе го направат ова општество поубаво. Мислам дека тука треба многу повеќе и државата и јавните институции да направат напор каде што културата ќе се стави на топ приоритети во во Скопје и целосно низ Македонија. Еве веќе кога ги напоменавте младите, ќе зборувам за младите уметници. Што мислите, дали всушност вреди да продолжат да се занимаваат со уметноста, со оглед на тоа дека ни напоменавте каква ни е состојбата денес? Вреди да се занимаваат. Мислам, секој пат она што го сакаш, треба да го правиш и на крајот на денот уметноста и ние уметниците постоиме за да ги направиме животите на останатите луѓе на општествата поубави, затоа што уметниците се тие кои што ја прават промената во општеството. Исто така сега ми текна добар пример како што поминував.
мислам дека беше преку види вака направено муралот на Орце Николов за Бушава азбука. Тоа е еден начин каде што се повеќе и повеќе мурали може да се сликаат низ градот, каде што Скопје, кое што за жал е некако закопано во цивило во последните години, муралот се еден од начините како што може градот да заживее и да добие една нова весела димензија. Во самата најава на почетокот напоменав дека ќе говориме и за вашето творештво. Потоа можам да прашам која техника генерално ја користите во вашето творештво? Во последните 10 години најмногу работам со акрил на платно. Имало различни периоди, пред 20 години тој период живеев и во Лондон, работев со стакло, бои на стакло. Потоа имаше периоди кога работев со маслени бои, меѓутоа некако акрилот најмногу ми легна, бидејќи јас сум прилично експресивна, експлозивна и акрилот брзо ми се суши и ми е одличен за работа, за се она што јас сакам да го доловам. Така да акрил на платно, заедно со други комбинации, мојот пак. Долги години се занимавате со уметност, ете ми напоминавте дека сте живеели во Лондон долго време, дали можеби таму сте имале изложби? Изложба таму немав, таму во тој животен период во своите 20 години создавав за себе, повеќе ме интересираше журката, случувањето во градот, шетањето по улиците на Лондон, така да во тој животен период не бев насочено да ги правам изложбите, бидејќи доживував некои други работи во Лондон. Меѓутоа, потоа по моето враќање имав 4 самостојни изложби во Скопје, тоа се во последните 8-9 години. Исто така имам учествувано на доста групни изложби во земјава и странство. Би сакала да напоменам како поддршка една од оние национални установи е Галерија Кора, која некако и поготово Виолета Калич, жената која што навистина како кусто се труди и стално дава шанси и начин да не вклучи во самостојни или групни изложби, постојат повици. Меѓутоа, еве од таа перспектива како јавна установа сето тоа е супер, меѓутоа внатре кога ќе влезеш колку и да е реновиран просторот, многу пати да речеме тој простор не работи доволно долго за да условно речено вечерта на отварањето ќе има народ, меѓутоа потоа луѓе што сакаат уметност и култура не можат стално да ги најдат отворени тие простори. Тоа е тоа што му недостасува на овој град. Повеќе галерии, повеќе места каде што ќе може уметноста редовно да се ја следат луѓето кои што ја сакаат уметноста. Пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека навистина имате убав печаток од Албанија, каде што според вас уметниците се повеќе препознаени и на некој начин се светлосни години понапред од нас. Може ли накратко да им објасните на нашите гледачи? Исто така, минатата недела бев на уметничка колонија за визуелни уметности во Корча, Република Албанија. Тука сакам да изразам благодарност на Сдруженијето на граѓани Интеркултура, бидејќи тоа беше организирано преку нив и Western Balkan Fund. Бевме собрани уметници од западно-балканските земји, имаше Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Македонија. Паралелно имаше симпозиум на уметници кои што беа од Финска, Италија, Словенија и сите наши земји од Западен Балкан. Она што ме водушеви, Корча едно малецко место, не знам, наше неготино, Штип, како да кажам, меѓутоа место каде што луѓето си ја ценат и си ја почитуваат културата. Сите оние стари градски куќи се претворени во бути хотели, каде што старото е задржано споено со новото. Исто така на толку мал простор, значи имаше толку музеи и уметност. Јас би го напоменала на музеот за средновековна уметност, како можеле луѓето толку многу икони од земјата и од светот да соберат кај нив, и тоа е супер зашто државата се грижи, тој центар се грижи да се зачуваат и да бидат во најдобра можна состојба. Тоа беше преубаво искуство каде што творевме, правевме слики, во петокот имавме заедничка групна изложба на сите уметници кои што творевме. Исто така имаше ден каде што надвор на улиците на еден парк создававме сите заедно 20 луѓе со случајни минувачи. Тука беа поставени, тоа е еден добар пример како и овде може јавноста да се ангажира. Уметниците, не знам, ајде сега веќе е зима, меѓутоа небитно дали е зима или не, во некој убав пролетен ден во Скопје да се направат такви иницијативи каде што уметниците заедно ќе творат со младата популација, затоа што ако дете ти го научиш на такви културни вредности, потоа ќе порасне во една многу посрекна и позадоволна индивидуа. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ужива во овој разговор. Се надевам дека повторно ќе говориме и за други ваши успеси и за вакви теми од областа на културата.
И јас ви благодарам на вас и се надевам дека наскоро ќе можам да ве повикам на нова самостојна изложба. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека го привлековме вниманието на сите гледачи со оглед на тоа дека навистина беше една интересна и секогаш актуелна тема дали уметниците можат да опстанат само од нивниот талент и нивната креативност во нашата земја. Со ова вклучување ќе ве поздравиме и се гледаме повторно во идните програми на утринската емисија на Телма телевизија.